Благодарам, почитувана председателка. Јас кратко само ќе се осврнам на работа. Прво, гледам дека повеќе не се осврнавте толку на процедуралните забелешки, колку на вашата улога и действување како председател на комисијата, но сепак она што кажавте има неколку, барем тоа што забележав, две неточни работи. Прво, вие ја префрлате одговорноста за долгото траење на комисијата на 1, 2, 3, 5 минали група пратеници, но ќе ве подсетам, оваа комисија долго време немаше ниту закажано седници по вина на ниеден пратеник. Не ве споменувам тука ниту вас, ниту претходниот председател на комисија, ниту било кој член или заменик член. Едноставно, владеачките партии кои што се во коалиција, веројатно немаа постигнато договор кои да бидат кандидати за членови на Уставниот суд. Од самиот Уставен суд имавме прозивки зошто комисијата не се одржува, не се закажува, нема седници, и тоа не беше одговорност ниту на Бети Стаменковска-Трајковска, ниту на Тони Јаревски, ниту на било кој пратеник од опозицијата или од власта. Едноставно, и вие, може би не лично, но како пратеничка група, бевте доведени во една нелагодна ситуација да не се закажува долго време комисијата, да не се одржуваат седници, само заради тоа што немаше инструкции, еве така да ја кажам, или препораки, или совети, кои треба да бидат кандидати за уставни суди. И затоа сметам дека прво одолговлекувањето и неефикасноста за пополнувањето на членовите на Уставниот суд, политички ако збориме, а не деловнички, е најголема одговорност на владеачкото мнозинство, на ДУИ и СДСМ, кои што долго време не можеа да се договорат кој е заслужен да биде уставен судија, а не кој е истакнат правник. Тоа беше најголемото одолговлекување до сега. Второ, вие кажавте дека не сте му дале процедурална можност да интервенира на пратеникот Тони Јаревски, затоа што бил пријавен за говор. Но тоа се две различни работи. Процедуралната интервенција, еве да кажеме, може би ќе беше затворена седница заради некои доверливи информации, класифицирани или некаква државна тајна, што и да е на оваа комисија, каде што работното тело ќе одлучеше да работи на затворена седница заради изнесување на одредени чувствителни или државни информации од класифициран карактер. И замислете тука да е присутен пратеникот Тони Јаревски, ние сакаме да разговараме на таа тема, а тој да има сознание дека на таквата седница е присутен административец или пратеник кој што нема сертификат за државна тајна и тоа сака процедурално да го соопшти, да ве извести, за да се работи соодветно, и тој има право тоа да го каже. Вие не работата на пак ќе ви кажам, во деловникот, еве и деловникот кој што вие го прочитавте, член 121, став 4, пишува: пратеник кој не е член на работното тело има право да присуствува на седницата на работното тело и да учествува во неговата работа. Како говорот, што е работа на пратеникот и право на пратеникот, и процедуралната интервенција е работа на пратеникот и право на пратеникот. И вие не можете да кажете во ред: Тони Јаревски има право на говор, но нема право на процедурално. Членовите може да добијат чаша вода, тие кои што не се членови на комисијата, пола чаша вода. Тоа е многу произволно толкување, бидејќи и говорот и процедуралната интервенција се дел од работата на пратеникот и негово право, и вие не можете да преюдицирате неговата процедурална интервенција. Може би ќе збори за член 121, може би ќе збори за некој друг член од деловникот, а имате право, ако за време на неговата процедурална интервенција, како што вие предпоставувате дека ќе ја злоупотребил, тогаш имате деловничко право да го опоменете, па на крајот и да му одземете збор и да дадете пауза и потоа да се проложи со следниот,
кој што е пријавен без разлика дали е процедурално или е за материјална расправа. Затоа сметам дека вашето раздвојување за тоа дека пратеник кој што не е член на комисијата има право на говор како дел од неговата работа, а нема право на процедурално, што е исто така дел од работата на пратеникот, е сосема неделовнички. И затоа сметам дека не сте во право што му оневозможувате на било кој пратеник, не е битно, денес е Тони Аревски, утре ќе биде можеби некој пратеник од друга политичка партија или независен пратеник, секој има право да интервенира процедурално, исто како што има право да предложи измени и дополнување на дневен ред. И сега ако ние се јавиме 30 пратеници за измени и дополнување на дневен ред и вам тоа ви се чини дека ќе ве задржи повеќе во собранието отколку што сте планирале, вие утре може по истата логика да кажете во ретот денес не може пратеник да предложи измени и дополнување на дневен ред ако не е член, може само членовите или замениците. По таа логика ќе се направи селекција на секој можен основ и со тоа само ќе се ускратува и комисијата за избор и именување, ако ќе направиме некоја нова подваријанта на комисијата за европски прашања, каде што ќе се регулира произволно и ќе се завршува нешто во рокот кој што е политички даден или е политичка цел, што е легитимно, но не е согласно правилата по кои што работиме. И јас повторно само ќе потенцирам. Прво, долгото трајање на оваа комисија е одговорност и вина на актуелната власт заради долгото преговарање кој е заслужен правник, а не кој е истакнат правник за да биде член на Уставниот суд. И второ, говорот на еден пратеник е право на пратеникот, согласно член 121 од деловникот, и процедуралната интервенција е исто така неделиво право на пратеникот и работата на пратеникот во собранието и во работните тела особено. Благодарам.